Градоначалникот на општина Карбенци го изговори своето судбоносно да. Лајт нормално беше присутен на свадбената веселба. Како си поминавме, ќе дознаете доколку останете и го погледнете и ова издание на емисијата Лајт. Започнуваме со првата содржина за денес, која што се однесува на убавината. Како неодоливо и витко да изгледате на плажа и покрај тоа што имате некој килограм плюс. Речи си секоја жена е со обсесија да ги намали вишок од килограми во почетокот на летото. Понекогаш исцрпувачките диети се безуспешни и во жешката сезона повторно сме пред дилемата дали изгледаме доволно добро во костимите за капење. Како вертикалните шари и црните наметки создаваат илузија за ситно тело, така и на плажа. Има некои мали трикови со кои во очите на другите ќе изгледате со неколку килограми послаби. Видете кои се тие? Првото правило за визуелно истенчување вели дека треба да ја подигнете косата во пунџа и да го отворите вратот. Колку повисоко сте ја заврсале косата, толку послабо ќе изгледате. Темниот тен на кожата дава ист визуелен ефект како црната облека. Затоа на плажа, пред природно да добиете темна боја на кожата, нанесувајте бронзени препарати. Носете ретро костими за капење. На ваков начин го прикривате стомачето, а воедно во очите на момците ќе изгледате како Мерлин Монро. Треба да знаете дека еден од најдобрите визуелни ефекти за потенок изглед го даваат сандалите со висока платформа. А нормално, на плажа задолжително треба да ги контролирате количините на храна и течности. И за крај, експертите препорачуваат костимите за капење да ги купувате во реална големина, никако потесни, а одличен начин за камуфлажа на вишок од килограми се екстра големите аксесоари кои го одвлекуваат вниманието. Ви презентираме еден маестрален танц. Дечково од видеото е одличен танчер. Секој од нас може да научи по некој чекор. За кратко време, Малово стана вистински хит на интернет, па искрено се надеваме дека овој талент ќе му обезбеди светла иднина. Одлична свадбена веселба на градоначалникот Зоран Минов. Лајт беше присутен на ова случување. Еве како си поминавме. Општина Карбенци славеше. Градоначалникот Зоран Минов конечно го изговори своето судбоносно да, а Лајт како и секогаш на местото на настанот. Како се чувствувате сега кога кажате судбоносното да? Па интересно. Малку возбудено и така. Колку ќе се промени сега вашиот живот? Па надеваме се, доста ќе се промени, затоа што сега основавме фамилија, си чекаме синче и така. Ќе се убрза ли сега изградбата на градинката во Торенци? Треба да се носите како некаде? Нормално да ќе се убрза. Ветувате? Да, ветувам, да. Колку време се подготвувавте за свадбата? Па, свадбата ја подготвувавме доста брзо, месец, а и предходно секако течеа подготовки. Кој се погрижи за вашиот фустан и колку вичи? За мојот фустан се погрижи салонот за венчаници Бела и тој чини 300 евра. Кое презиме го носите сега? Се разбира на младожењата. Што ќе им посакате на младежите? Се најубаво, да имат многу деца, многу крштевки. Што ќе им поклоните? Еве, Лајт прв да дознае. Тајна. Поклон во плик може би или некој повеќе? Па да, во плик, да.
Многу сум среќна и да бидат здрави, живи и весели и да многу дечиња да имат и се да биде убаво. Сега кој ќе слуша повеќе, снајата свекрвата или свекрвата снајата? Свекрвата снајата. Тоа е модерно. Модерно, да. Слушаме си двете. Следејќи ги новите светски трендови, решивме да оваа регистрација ја направивме на отворено. Просторот ни дозволуваше, временските услови ни дозволуваа. За сето ова цвеќара Магнолија го направи на свој единствен начин, како што само таа знае. Колку време ви требаше за да подготвите се? Па со помош од страна се разбира, неколку сати ни беа доволни. Лајт им посакува среќен брак на младенците, љубовта и среќата да бидат нивни сопатници во заедничкиот живот, да бидат долговечни. И за крај нормално, предлог филм. These were taken at the West Highland Police Station, 1984. Терминатор 2, Судниот ден, е филм од 1991 година, филм кој го достигна својот врв во филмските топ листи, а главниот глумец или Арнолд Шварценегер како Терминатор ги освои сите женски срца. Доколку се уште го немате погледнато овој малку постар филм, ви го препорачуваме. Once he was programmed to destroy the future. I don't know what it's like to try to kill one of these things. Now his mission Get down. is to protect it. Come with me if you want to live. You're really real. His loyalty is to a child, Who sent you? You did. 35 years from now. and his enemy He's a Terminator like you, right? Not like me. is the deadliest machine ever built. Can it be destroyed? Unknown. This time, there are two. Terminator 2. You just can't go around killing people. Why? If you thought you had seen it all, look again. Stay down! Ова беа прилозите подготвени за денешното дружење во понеделник. Со повеќе се гледаме утре, а доколку сакате да ги погледнете уште еднаш, кликнете телевизија star.com или tvstar.com.mk. Чао!